Цивил медија. Значи, единствениот човек во држава, кој што и во пишана и говорна форма нема јазична бариера и тој секогаш вели другарките и другарите, значи представниците, значи јазичната бариера за која што не најчесто, него постојано имаме, условно да го речам јас, проблем и со јазичарите експерти во државата, кои што пишуваат министер Мила Царовска. Министер, значи, сега да не ги споменувам сите, не е ни проблем. Тоа е еден проблем и кога ние им се обраќаме на нив, они велат, ама тоа е така јазикот вели. Ние знаеме и не сме, да не речам сега неписмени, знаеме дека така вели, но ние знаеме дека се менува. И ако ние знаеме дека ја бараме еднаквост и равноправноста, мора да се тргне и од некаде да се направат промените. Значи, прво во јазичната бариера. Втората работа, кога ние ќе проговориме дали да ја поставиме денешната, значи, тема борба или кафеана. И за мене, како една од ете првоборките, да ги речеме, од самостојна Македонија. Нема да го говорам периодот од пред нашата ера. Јас така го поделувам од 1991 и ние сите знаеме дека тоа време донесе нови промени, нова поставеност, нов активизам, едноставно и ние станавме нови. Значи нема да го говорам тоа. Ама од тоа време па наваму, јас сум и за едното и за другото. Еве самиот простор денеска кај сме ние. Значи, ако во моето време, пред 1991 година, условно да речем, незаконски, беа забранети кафеаните за женскиот пол, јас првата, исто, со моето вклучување во тогаш непознатиот граѓански свет, значи невладината женско движење, започнав секој четврток да им закажувам на жените во кафеана средба. Исто така, не сметам дека ги надминуваме стереотипите и предрасудите и доаѓаме до еднаквост кога мајките со малите бебиња, кои што немаат ни 40 дена од родувањето, седат во било кој во кафуле или во некоја кафеана. А јас, еве кажувам, од 91 година и ден денеска, нашиот клуб, кој што сега не сакам да го промовирам, да кажам, се уште работи клуб Лоза, кој што работи постојано и се среќава со жените повторно секој вторник во кафеана. Зошто? Значи, едноставно, ако ние, кога седнавме 91 година и кога размисливме, што е тоа што ги здружува мажите, а што ги раздружува жените? Значи, моите согледувања, со моето искуство, со мојата присутност, со мојата активност и сиот тим со кој што работевме од различни сфери, видовме, мажите се здружуваат во кафеана и се здружуваат на фудбалските утакмици. А ние за тоа време и во политичките партии, а кај нас, затоа што јас попатно само сакам да ви кажам, ако некој работеше и на промените на законите и работата со жените во политичките партии и со сите сами политички партии, значи увидовме и од нивните анкети дека самите колеги мажи, кои што се дел жени членки на одредени политички партии заради сопругот, заради братот, заради кумот, ради сватот, но не и по собствена волја, што сега не е веќе така. Зборувам за почетокот на 91 година и за бројот на жени. И ти од тука сега можеш да видиш. Самите тие од анкети и одговорења, кажува како доаѓаме ние една со друга. Прво и основно, таа која што оди на состанок, која што оди на некаква активност, пристојно ќе се облече, ќе иде на состанокот,
Истите нивни браќа, сопрузи и слично им кажуваат кога ќе се вратат дома на нивните сопруги, абе Савче беше таму, па она со џабе седеше, па вака зборуваше, па така, и ствараа завист кај жените, љубомора кај жените и едноставно ја донесуваат до ситуацијата да жените бидат една против друга. И убедена сум дека вие сите ќе се согласите и слушате дека жените не се поддржуваат. Жените вели не гласаат за жените. Јас тврдам дека не е точно. Прво, никој не може да каже кој како гласал. Значи, никој, се тајно е гласањето. Значи, никој не може. Втората работа, значи, никој не кажува кој за кого гласал, туку едноставно се мисли само така, заради таа завист и љубомора која што ја ствараат мажите од причина што жените ги чувствуваат за нивни коректори. Односно, оние кои што може да го завземат нивното место. Зошто го бележиме 8 март? Затоа што крваво е задушен првиот штрајк на жените од игларската конфекција, односно индустрија, тоа се шивачките, каде што ги бара своите права за зголемување на надниците и намалување на работните сати. Дали ќе се согласиме, драги мои, овдека сите присутни, дека истата состојба после 110 години конфекцијските работнички кај нас во државава ја имаат истата состојба? Дали нашата борба кон тоа не е се уште? Но која е причината? Нашата економска криза, сиромаштијата која што се уште е токму ради таа дискриминација кај жените. Значи, едноставно, ја направиле жената, па да не кажам сега и другите, но јас се занимавам само со таа женска популација, каде што и анкета, ако сакате да отидете во фабриката да направите, анонимна, тие се плашат да подпишат заради тоа што се плашат да не го изгубат работното место. Без оглед на тоа, сите говориме дека работат повеќе од 8 часа, односно 12, работат за мала плата, дека К15 го враќаат назад, тоа. Значи, но сите говорат позади микрофоните и позади на разговорите, но никој отворено и никој тоа не го подпишува. И ти едноставно немаме женски синдикат. Синдикатот кој што всушност постои на ниво на држава, постои и женската секција е под синдикатот. И ние нема ништо ново да кажеме дека и синдикатите се провладините сојузници и едноставно затоа 8 март е важен за борба џабер. Но борба во смисол на активности. А дали нешто сме направили или не е темава денеска. Ние стоиме на располагање, може да се видат резултатите. Значи, прво само ќе споменам, од 4 жени во парламентот имаме 46 жени. Имаме од буквата Н од насилството над жените не постоело во државата, денеска се занимаваат институциите, постои закон, има ратификувана конвенција, имаме шелтери за жени, имаме СОС линии за жени, значи едноставно се говори. За бизнисот, значи, од големиот број на жени кои што беа невработени, денеска говорат за собственост, ние не сме задоволни, да се разбереме. Се уште битката стои, затоа ја прифаќам оваа теза дека треба борба, или битка, или активност, како сакате можеме да ја кажеме, значи, но ние не можеме да го занемариме тоа што е постигнато, но дека се уште не е на нивото кое што нашите заложби се еднаквост. Значи, 50-50%. За следните избори одиме кон токму тоа, сега се 40, ние одиме на тие ЗИП систем, 50-50, и секако дека не секоја жена, како и не секој маж што сака да отиде во политика или во изборите, но секоја жена која ќе сака, која ќе се определи, едноставно да биде определбата таа. Руралните жени и маргинализираните се уште со чекори наназад од оваа урбана средина. И нашите заложби за воиднина е таја, значи во моментот тоа работиме, се залагаме кон тоа, успесите, значи анкетите на европско и светско ниво покажуваат Македонија по напредокот на законската и в моментната состојба е на некаде на средината, од некаде на дното. Тоа значи дека сме на добар пат, но верувам дека на еден нареден 8 март ќе говориме и
уште една, како успех да го кажам, ако не женска организација, денеска направила расправа за ова, Џабир не му текнало така, туку ги следел активностите на женските организации и денеска направил тема. Тоа е за нас успех. Односно, за она што и мене чисто задоволство ми е, затоа што тоа е вистинското. Иначе утре, верувам дека сите сте запознати, ќе има 8 мартовски марш, на кој што ќе се побараат кои се тие барања на женските организации, кои се недоследностите. Ние, ако кажеме дека сме задоволни, мислам, би кажале дека и во светот нема такво нешто. Така да, тоа е оноа за кое што сакав да го речам, но уште еднаш да се осврнам на, и тоа со тоа ќе завршам, уште еднаш борба или кафеана. И едно и друго. Место жените мораат да имаат еднакво под сонцето како што го заслужуваат мажите. Цивил медија